שלום, הרבה זמן לא התראינו. Deepfake не се секогаш направени за опасни измени, но проблем е кога deepfake се направени без согласност на луѓето што се заменуваат. Таква злоупотреба е кога ваквата технологија се користи за политички дезинформации, порнографија, малтретирање и финансиски измами, например. Постои ли начин како да ги препознаете? Постојат повеќе знаци што можат да ви укажат дека се работи за deepfake. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Секогаш, кога ќе видите видео што ви е сомнително, подзастанете и анализирајте. Движењата на лицето, устните, трепките или образите, но и емоциите во тонот може да изгледаат неприродно. Потоа, може да има разлики во резолуцијата или, например, одеднаш да се појави нелогичен дел од ликот како дух. Заматеност околу деталите, како што е, например, врбот на угото или обликот на косата, исто така може да укажат на преработка на ликот. Најважниот елемент при вакви дилеми е да се запрашате дали содржината што се пласира е логична, дали ја објавиле и други медиуми и колку е веродостоен медиумот што ја објавува.